Дали сте пријавени или одјавени од здравствено осигурување, дали сте осигурани и дали ви е платен придонесот, како и потврда за исплатена доместок за време на боледување. Сите овие документи преку e-услуги стануваат достапни со само еден клик. За фирмите за прв пат овозможено е целосно дигитално издавање потврда за платен здравствен придонес, достапно во секое време и од било кое место. Електронските сервиси во државата добиваат ново засилување, без редици, без чекање и без одење по шалтери. Со овие новини се намалува административниот товар, се заштедува време и државните сервиси стануваат поблиску до граѓаните. Одличната соработка со фондот од денес е и технички поврзан со Централниот регистар на население, што овозможува автоматско преземање на релевантни податоци за граѓаните. Зошто е ова важно? Затоа што преку ова поврзување Фондот за здравство во рамки на речиси 40 управни и деловни постапки користи податоци од Централниот регистар на население како единствен референтен извор, со што се елиминира потребата од рачно внесување на податоци. Од Фондот за здравствено осигурување велат ова значи помалку хартија, помалку администрација и повеќе заштедено време за сите. Според директорот Клековски, фондот веќе се вмрежил со УЈП, со управата за водење матични книги и со мој термин, за граѓаните полесно да доаѓаат до услуги. Се работи на националното електронско сандаче, кој ќе помогне граѓаните да добиваат известување наместо во хартија електронски, поради поплаки дека хартиените известувања се губат и доцнат. Во најголем дел дигитализирано е инвитрото. Дигитализирано е делот до достава, веќе работиме со e-ваучери, бидејќи еден од главните проблеми во инвитро беше губењето на хартиените ваучери при доставата, а многу наскоро и поднесувањето на барањата за инвитро ќе бидат возможни да бидат дигитални, така да нема да има никаква потреба да се доаѓа во фондот, се поднесува документи. Значи, многу наскоро ќе можеме да објавиме дека целиот процес на инвитро може да биде дигитален. Дека електронските услуги се користат се повеќе во Македонија, докажуваат и бројките. Во 2024 година порталот e-услуги имал околу 120.000 корисници, а денес бројот е над 240.000, додека бројот на достапни услуги е зголемен за 120%. Според министерот за дигитална трансформација, граѓаните се повеќе се одлучуваат за електронски наместо за хартиени постапки, со цел да избегнат редици и чекање. Тој посочи дека изводите од родени, венчани и починати, како и потврдата за слободна брачна состојба, се целосно достапни онлайн.